Со оваа презентација би сакале накратко да ги прикажеме клучните наоди од новиот извештај за проценка на корупцијата, изготвен од Македонскиот центар за меѓународна соработка во 2021 година. МЦМС по петти пат го подготвува извештајот за проценка на корупцијата, кој представува преглед на состојбата и динамиката на корупцијата во Северна Македонија. Основата на овој извештај е системот за следење на корупцијата, кој е составен од 3 групи на индикатори кои даваат преглед на корупцијата, формално групирани во 7 индекси, односно индикатори за актуелното искуство со корупцијата, стави за корупцијата и перцепции за корупцијата. Целта на овој извештај е врз основа на видувањето и искуството на граѓаните да се прикажат состојбите, динамиката и трендовите со корупцијата во Северна Македонија, како и перспективите и потенцијалот за нејзино сузбивање. Извештајот се темели на анкета која за МЦМС ја спроведе ИПСОС. Податоци беа прибирани в лице на македонски и албански јазик во период од 27 април до 20 мај 2021 година на репрезентативен примерок од 1014 полнолетни лица. Извештајот е подготвен во рамки на регионален проект, финансиран од Европската унија и спроведуван од мрежата на граѓански организации СЕЛДИ во земјите од Западен Балкан и Турција. Преку одредени прашања во рамки на анкетата се обидовме да ја анализираме корупцијата како општествен проблем. Според резултатите од истражувањата, забележителни се значителни разлики во рангирање на проблемите од страна на граѓаните во 2021 година во споредба со претходните години. Граѓаните ја рангираат како најголем проблем корупцијата помеѓу понудените 11 опции, а потоа следуваат екзистенцијалните проблеми како невработеноста, високите цени, ниските приходи и сиромаштијата. Политичката нестабилност пак за прв пат не е меѓу топ 5 проблеми со кои се соочуваат македонските граѓани. Прашани за тоа кои фактори влијаат врз распространетоста на корупцијата, резултатите покажуваат дека за над 80% од македонските граѓани желбата за лично брзо богатење на оние кои се на власт, следена со недостиг на строга административна контрола на корупцијата, неспроведување на законите, како и недоволна заштита на лицата кои пријавуваат корупција, се водечки фактори за широко распространетата корупција. Сепак граѓаните се согласни дека повеќето од наведените фактори влијаат врз корупцијата, како што се неефикасноста на судскиот систем и постоењето на морална криза во општеството. Првата група на индикатори го одразуваат искуството со корупцијата и анализираат 3 аспекти. Овие индикатори се темелат на секундарни статистички податоци за бројот на пресуди за дела од областа на корупцијата, кои потоа може да ги споредиме со наодите од спроведената анкета за населението, а се однесуваат на коруптивниот притисок и вклученоста во корупцијата. Впрочем, коруптивниот притисок и вклученоста во корупцијата се двата индекси кои што даваат целосна слика за актуелното искуство со корупцијата на граѓаните. За разбирање на динамиката на корупцијата, системот за следење на корупцијата го користи коруптивниот притисок или потенцијалната корупција, односно колку луѓе би дале подкуп доколку тоа им биде побарано од службени лица. Овој индекс се мери според контактите со службените лица и барањето од нивна страна да им се даде одредена сума на пари, подарок или да им се направи услуга. При тоа притисокот е придружен со јасно, експлицитно барање или сигнали дека службеното лице очекува нешто за возврат. Истражувањето покажува дека за 33,7% од граѓаните били изложени на коруптивен притисок, односно барање на подкуп, додека 32,9% од граѓаните биле вклучени во корупција или дале подкуп. Разликата помеѓу притисокот и вклученоста во 2021 година бележи намалување, односно изнесува помалку од 1% поен, што сигурира намален отпор кон корупцијата. Доколку овие добиени проценти ги прикажеме преку проекциите за населението за 2020 година, добиени од Државниот завод за статистика, ќе увидиме дека голем дел од граѓаните имаат искуство со корупција, односно на над половина милион полнолетни граѓани им бил побаран подкуп барем еднаш, односно над половина милион граѓани дале подкуп барем еднаш изминатата година. Ваквите проекции илустративно ја прикажуваат проширеноста на административната корупција. Ако го споредиме пак овие бројки доколку ги споредиме со бројот на осудени лица во 2020 година за злоупотреба на службена должност и за примање и давање подкуп, односно вкупно 82 лица според расположливите податоци, добиваме стапка на ефикасност на институциите од 0,015%, односно толков е процентот на случаи кои што се обработени, наспроти оние кои што претпоставиме дека се случајни. Три главни ставови се потребни за да се разбере динамиката на коруптивното однесување, а тоа се свесноста за коруптивното однесување, колку добро граѓаните разбираат и препознаваат што е корупција, потоа прифатливоста, односно толерантноста кон корупцијата и подложност на корупција.
Индексот на прифатливост на корупцијата го покажува степенот на кој коруптивните практики или корупцијата се толерираат во рамките на вредносниот систем на општеството. Треба да се напомене дека неодобрување на корупцијата од страна на граѓаните расте, ако корупцијата вклучува пари. Ако се земат во предвид различните форми на коруптивни практики, истите се споредат со оние кои не прифаќаат воопшто никакви форми на корупција, ќе добиеме сооднос од 63% на лица кои не би прифатиле наспроти 37% на лица кои би прифатиле коруптивно однесување. Ваквите бројки се охрабрувачки во однос на претходните истражувања, кога релациите биле 59 наспроти 41% во 2019 година или 50 наспроти 50% во 2018 година. Е охрабрувачки што новата помлада генерација, со старосна граница од 18 до 29 години, станува се помалку толерантна кон корупцијата споредено со претходните бранови истражувања. Доколку повторно направиме проекција според последната проценка на населението, за 617.000 граѓани корупцијата е прифатлив начин на однесување. Иако споредено со претходните истражувања овој број е намален, сепак големината на оваа бројка представува значаен проблем во развојот на антикоруптивни политики, веќе коруптивното однесување лесно може да се искористи и да се експлоатира од политички или бизнис фактори и интереси. Индексот за подложност на корупцијата ја мери склоноста на граѓаните да ги компрометираат нивните вредности под притисок на околностите, односно кога се соочени со реални животни ситуации, кои бараат од нив да донесат одлука дали да користат корупција или не, знаејќи дека ќе има непосредни последици за оној кој ја донел одлуката. Иако забележуваме намалување на подложноста на корупцијата во однос на минатите години, сепак се уште таа е на високо ниво. Имено секој трет граѓанин или 31% од граѓаните се подложни на корупција, дополнително 31% имаат мешано однесување. Охрабрува пак податокот дека расте бројот на граѓани кои не се подложни на корупција и оваа година тој изнесува 38%. Повторно проекцијата на процентите врз возрастното население покажува дека 750.000 граѓани не се подложни на корупција, но дополнителни 516.000 граѓани доколку немаат друг начин би платиле. Во овој момент тоа значи ограничен извор на отпор кон обидите да се заобиколат правилата, а со тоа и ограничен човечки потенцијал за колективно справување со корупцијата. Резултатот покажува дека ќе биде потребно време додека се стигне до една поголема критична маса која ќе ги пополни редовите во администрацијата, политиката и бизнисот потребни за успешно справување со корупцијата. За анализа на состојбите и пред се динамиката на корупцијата, значајно е да се провери и разбирањето на граѓаните дали ја гледаат корупцијата како ефикасно решение на нивните проблеми, односно дали корупцијата се исплати. Резултатите од истражувањето покажуваат дека мнозинството од граѓаните веруваат дека има потреба да се даде пари, подарок или да се направи противуслуга со цел да се реши некој нивни проблем. Па така според податоците, давањето на подарок е најверојатна постапка, односно 64,2% од граѓаните веруваат дека давањето на подарок е постапка која едно лице треба да ја направи за да го реши проблемот, пред противуслуга за 61,2% од граѓаните или пари за 59,7% од граѓаните. Споредено со 2019 година, оваа година бележиме зголемена склоност на граѓаните да даваат подкуп. Третата група индикатори се однесува на перцепцијата за корупција и е заснована на индексите за веројатност за коруптивен притисок и распространетост на корупцијата. Преку овој дел ќе добиеме целосна слика и за ранливоста на различните сектори и перспективите за можно справување со корупцијата во иднина. Најголем дел од граѓаните сметаат дека коруптивниот притисок ќе продолжи да постои и во иднина. Во 2021 година 73% од граѓаните сметаат дека постои веројатност или голема веројатност за коруптивен притисок, наспроти помал дел кои што сметаат дека изложеноста на корумпитивен притисок ќе биде мала, односно дека воопшто не постои. Ова е мало намалување во однос на перцепциите во однос на минатите години, кое дава мали позитивни сигнали дека е можно справување со корупцијата. Мислењето на граѓаните дека корупцијата е во голема мера навлезена во меѓу службените лица и во јавната администрација не е смената во однос на 2019 година. Па така 69% од граѓаните сметаат дека службените лица се вмешани во корупција. Дополнително се забележува зголемување на бројот на оние кои сметаат дека сите службени лица се вмешани, а се намалува на бројот на оние кои сметаат дека најголем дел од службениците се вмешани. Само
4% од граѓаните сметаат дека ретко кое службено лице е вмешано. Со години наназад одредени перцепции како царинските службеници, судиите, министрите, даночните службеници, јавните обвинители се сметаат за најкорумпирани и овие перцепции континуирано се зголемуваат. Податоците покажуваат дека 4 од 5 граѓани сметаат дека судиите се најкорумпирани. Покрај нив големо мнозинство сметаат дека министрите, пратениците и градоначалниците се најкорумпирани професии, а исто така над 70% од граѓаните сметаат дека корупцијата е навлезена кај јавните обвинители, лидерите на политичките партии и цариниците. Граѓаните, како и во претходните години, сметаат дека распространетоста на корупцијата е најниска во армијата и во институцијата председател. Сепак, кога станува збор за виктимизација, односно вклученост во корупција, поради зачестеноста на интеракции, односно секојдневниот контакт со одредени службени лица, граѓаните имаат различно мислење во споредба со нивните перцепции. Па така граѓаните тврдат дека докторите, службениците во општините, полицајците и универзитетските професори се најмногу корумпирани. Ставот за изводливост на јавните политики за борба против корупција низ годините кај граѓаните се релативно стабилни со мал негативен тренд. Тие се помалку веруваат дека корупцијата може значително да се намали или да се искорени. Тоа особено се забележува во 2021 кога соодносот е 70% наспрема 27% кои сметаат дека може да биде значително намалена или искоренета. На крај, запрашани за нивната доверба во институциите, граѓаните се изјасниле дека за справување со корупцијата најголема доверба имаат во владата и во Министерството за внатрешни работи. Кумулативно, збирот од одговорот целосна и делумна доверба изнесува 32,7% кај владата, 30,3% во МВР. Најголем процент на недоверба граѓаните искажале во судовите и во јавните обвинителства. Сепак, генерално довербата во сите институции значително паднала во споредба со 2019 и во 2018 година. Слично и со ДКСК, каде недовербата пораснала од 51,9 од 2018 до 72,7% во 2021 година. Со информација дека нашиот извештај е достапен на веб страната на МСМС, ја завршуваме ова презентација. Секако, доколку имате некои прашања или коментари, може да ни се обратите директно на наведените мејл адреси. Ви благодариме за вниманието.